Почитуван председател на Општинскиот партиски огранок, се прашувам како имате доблест повторно да излегувате на пресконференција за јавниот превоз кога граѓаните очекуваат одговорност, а вашите сопартици оставка од координаторското место поради подпишувањето договор за превоз на ученици за кои сте имале законска обврска да го поништите. Добро знаете дека јавната набавка треба да резултира со пониски цени од пазарните, а не двојно и повеќе повисоки. Правите очајнички обид да ја извртите вистината и да префрлате вина на друг, нешто што не треба да му е својствено на професор, на човек кому први учениците треба да му веруваат. Се лажете и себе си и јавноста кога велите дека бесплатниот превоз на учениците нема никаква поврзаност со општинскиот линиски превоз. Граѓаните очекуваат да одговорите каде е разликата во цените од училишниот превоз. За да не ја замајувате јавноста, еве ги во прилог важечките пазарни цени на превозникот и цените за училишен превоз кои ги плаќавте за минатата година. Граѓаните ја гледаат разликата. Ние уште еднаш потврдуваме, субвенциониран градски превоз ке има. Јавниот повик тече, а законската постапка и процедурите ќе бидат испочитувани до крај, а веќе има пројавен интерес од неколку оператори. Вашиот обид да зборувате за штетите од придобивките со членството во Европската Унија не може да ги убеди земјоделците, кои 10 години ги манипулиравте со субвенции и никаков стандард. Придобивките од членството во Европската Унија значат систем од вредности, нешто што на вас очигледно не ви одговора. Граѓаните се свесни за придобивките и на референдумот ќе донесат одлука со која ќе ги потврдат промените што ќе ја одредат иднината на нашата земја, која обезбедува сигурност, благосостојба и безбедност за сите во државата. Се вели во писмената реакција од градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев во врска со одржаниот прес на ВМРО ДПМН Кочани.